Зад нас се неколку успешни недели, во кои прво успеавме целосно и во рекордно време да го завршиме военото интегрирање на Република Северна Македонија со НАТО, а како што можевте вчера да видите, и официјално да почнеме со НАТО мисијата на воздушно наблюдување на македонското небо. И како дел од овие добри домашно НАТО вести, задоволство ми е што денеска можам да бидам тука со неколкумина офицери од армијата на Република Северна Македонија, кои што ќе бидат, да кажам, следната епизода во развојот на нашите односи како полноправна членка на НАТО алијансата. Денеска ми е навистина и чест и задоволство да објавам дека веќе ги имаме овдека 4 први офицери, армиски представници, кои ќе работат во командните структури на НАТО, на позиции кои што ни се доделени како веќе полноправна членка на алијансата. Заедно со уште еден офицер кој веќе замина во Измир, во Турција, тие ќе бидат првата репрезентација на Република Северна Македонија, која што ќе ги пополни овие офицерски места во командната структура на НАТО. Тоа ќе ги спомнам само накусо, иако ако почнат да дискутираат и да ви ги кажуваат биографиите, ќе видите дека ни треба премногу време. Подполковникот Ѓорги Василев, операции во меѓународниот воен штаб на НАТО во Брисел. Подполковникот Горан Стојановски до мене ќе биде штабен офицер за стратегиски планови, образование и доктрини, исто така во Врховната команда на сојузничките сили во МОНС во Белгија, така наречениот ШЕЙП. Подполковник Никола Христовски ќе работи на позицијата штабен офицер во одбранбеното планирање во Сојузната команда за трансформации, меѓутоа со во штабниот елемент кој што е во Европа, исто така лоциран во МОНС, и мајорот Мијалче Митрев, кој ќе биде штабен офицер за генерирање на сили во Врховната команда на сојузничките сили, односно исто така во ШЕЙП во МОНС. Ако ги погледнете нивните биографии, буквално ќе видите дека зад петмината први наши офицери во командните структури во НАТО стојат околу 100 вкупно години армиски стаж. Дека зад нив се школувања во различни држави, на најдобрите школи во Соединетите Американски држави, во Италија, во Естонија, во Канада, и дека буквално станува збор за офицери кои што имале прилика да работат на различни нивоа и во различни делови од армијата. Земајќи го предвид тоа големо искуство, различно искуство на различни позиции, сакам денеска да им посакам и среќа и успех и во моje име и во име на владата и Министерството за одбрана, и да кажам дека немам никакви дилеми дека одлично ќе ја представуваат нашата татковина за прв пат во најмоќната воено-политичка алијанса. Во изминативе 4 години и во пресрет на членството во НАТО, навистина се посветивме многу на изградбата на кадар, бидејќи малите држави во НАТО имаат една скапоцена работа која што ја нудат на алијансата. Тоа се низините луѓе. Искуството, знаењето, професионалноста, желбата за работа и почитувањето на тој кодекс и вредности на алијансата. И затоа, особено во изминатиот период, многу голем фокус ставивме на школувања, на дополнителни обуки, специјализирани, кои што се потребни за различните позиции, голем акцент на изучување пред се на англискиот јазик, но и на интензивно тестирање, бидејќи за да ги испратите офицерите мора и да потврдите дека знаат многу и во својата професија, но и дека можат целосно да комуницираат во една меѓународна средина. И токму поради таа инвестиција можевме да одговориме и на високите побарувања на алијансата. Еве ќе споделат можеби со вас искуство, воопшто не беше тешко да стигнеме и до оваа последна етапа.
а тоа е финалниот избор, заради тоа што мора да поминат низ повеќе филтри, мора да бидат и проверени, да бидат и интервјуирани, но сето тоа беше возможно заради тоа што секој од нив речиси 20 години и повеќе работеле во армијата. Сакам да ви информирам дека овдека процесот не завршува, додека го објавуваме првиот избор на луѓе кои што ќе ги испратиме на командните позиции, во тек се веќе конкурси за дополнителни 7 исто така НАТО позиции на различни нивоа и нашиот план е до 2023 година целосно да ги пополниме сите 20 места кои што ни припаѓаат во командната структура на НАТО. И со тоа целосно практично да го дефинираме нашиот печат во алијансата. Дозволете ми на крајот да повторам дека навистина како последна полноправна членка Република Северна Македонија со многу високи оценки и со многу комплименти успеа да ги помине сите тестови, премрежија и предизвици кои што ги носи членството во НАТО. Тоа се покаже и вчера, кога заедно ја спроведувавме демонстрацијата со Сојузничкиот центар за воздухопловни операции во Терахон, Шпанија, заедно и со нашиот НАТО сојузник Грција, и таа соработка покажува што значи всушност военото интегрирање, дека можете заедно да работите со иста цел, во иста операција и тоа да го спроведете на успешен начин. Сојузниците знаат дека во нас добија не само сериозен, туку и одговорен и исполнителен сојузник, кој тоа што ќе го најави, тоа што ќе го вети, знае да го исполни. И дека го има и капацитетот и знаењето за тие функции. Затоа ова ќе бидат нашите следни представници кои ќе треба да го потврдат таквиот впечаток. Меѓутоа, она што е за нас многу важно е дека искуството кое што ќе го стекнат во следните 4 години нема да биде лично, туку ќе биде искуство кое понатаму ќе го вградуваме во нашата армија и во нашата одбрана. Дозволете ми уште еднаш да им честитам. Имаше конкуренција, не беше лесно до последен момент и самите верувам дека не беа сигурни дали тие ќе бидат овој прв тим, но очигледно станува збор за добри офицери со многу искуство, кои што сега буквално ќе можат да ја доживеат и таа круна на дополнително НАТО искуство. Ние сме НАТО, како вели слоганот, и ние ги имаме луѓето кои што можат да бидат дел од НАТО командните структури. Честитки на сите. Благодарам.